Еднократна финансиска помош годинава ќе додели општина Карбенци, соопшти градоначалникот Виктор Паунов. Она што е важно за јавноста е дека секое новозапишано прваче во прво оделение ќе добие еднократна парична помош од 3000 денари, секој новозапишан средношколец во прва година средно училиште исто така ќе добие еднократна парична помош од 3000 денари и секој новозапишан студент на државните универзитети во државата ќе има можност да добие една ваква, би рекол, скромна финансиска поддршка од 3000 денари. Ова се програми кои што општина Карбинци неколку години поред ги практикува, се со цел некако да стимулираме во поддршката на образованието. Кои се условите и од кога е аплицирањето за добивање на помош? Аплицирањето, тоест рокот за аплицирање е до крајот на месец септември. Условите се едноставни, наобично барање во просториите на општината. Родителите на помалите првачињата може да поднесат или средношколците, додека рокот за студентите е до 15 ноември, затоа што уписите са, почетокот на студиите е веќе покасно. Освен ова, општина Карбенци во текот на новата учебна година за учениците и студентите предвидува и друг вид на помош и стимулации. И ова е еден вид редовна пракса. Најдобар ученик или ученик на генерацијата во основното училиште Страшо Пинџур годишно, практично по завршување на учебната година, се прогласува од страна на училиштето и општина Карбинци по барање на самото училиште еднократно во висина од 6000 денари исплатува на овој најдобар ученик. Еве нека биде ова мотивација за учениците да ја добијат оваа награда. Годинава во тамошното училиште Страшо Пинџур се запишани околу 50 првачиња, што е идентичен број на ланскиот.